Минаха години, откак ви разцепихме газ. Чакаме вас за репете, чакаме с буйна страст. Љубовта по нас никога ви немаш да ще угасне. Много дни ще минат, гъзот нема да ви зарасне. Калпазан е български. Ти ще доваджаш в Македония да рушиш режим, обаче Мицковски бил много слаб. Обаче 20 души бугараши ако се соберале ништо, ама 2000 бугараши ако се соберале на протести, ќе не смажал и Мицковски и мене, тоест Мицковски прво, па мене, ја не смажал. Агентот бугарски, така јаде говна. Аве Калпазан, велиш сум се заканал на бугари со смрт, со ова сона, на ова. А ти што се закануеш дека ќе урнеш со државен удар, дека ќе урнеш цела влада, а? Шо правиме со тоа? И уште еднаш да те подсетам, агентче татарско. Јас се заканувам на твојата војска овдека која ти економски ја подкрепуваш и после викаш пупу не важи, од кој изеде говна на Фейсбук, која ги искара сите, што се покршти българи, да те подсетам што збореше, частични, българи покршти, значи бугари по дома, надвор не се кажуваат. Обаче од друга стран, земале финансова подкрепа, тоа ти го кажа, мајмуне. Агенту бугарски, тоа ти го кажа. Не ја. Самиот си го кажа. Епа, сходно на тоа, јас велев, оваа држава треба да се справи со ваквите економски подкрепени българи. Дали се публични или не се публични, не е битно, ако земале финансова подкрепа од вас. А и вас, публични и непублични бугараши од Македонија, да ве питам нешто, вака интимно да ве прашам нешто. Сериозни сте дека овој Калпазан вас ви е главен и овој ви дава насоки, сугестии, наредби што треба да правите? Сериозни сте дека овој мајмун ве кара вас? Стварно до тоа ниво сте се доведовте, до тама се пониживте? Ваков да ви биде мајка и маќа? Овој да ви биде кадија, судија, джелат? Сериозни сте? До тама се пониживте? Овој да ви каже што треба да правите? Кога треба да се соберете пред управителството ни? Од Мицковски бил многу слаб, така вика. Мицковски бил слаб. И ќе осмажал. 2000 бугараши собрани. Вие тројца не можете да се соберете за тоа денот на Ботев тамо, пред кај се собиравте пред конзулат. Тројца не можете да се соберете. Зато што ве нема. Не 2000, какви 2000? Државен удар ќе правил, со 2000. Луѓе, извинете, молим те што морам да го кажам ово. Али морам, немојте да ми се наљутите. Не е ова кажано од некоја носталгија, него кажано е од една... Не е ова кажано од некоја јуносталгија, него кажано од една... Како да ви кажам? Еден пиетет кон одредени црти во карактерот на Јосип Броз Тито. Златен Тито, бе! Само за една работа да ти ја ископираат, да ти се угледаат наши, бе. Шубо знаеше, бе, колку беше ваков, како да ти кажам, кавалер, државник, човек со стил.
Сакаше да се облече пура, виски, чивас, регал, ово оно, листеро дело, шешир, трт мрт, па униформа парадна, маршалска, по она, па дури сакаше и животни цвеќе, сакаше и да работи у неговата работилница Ужичка 15, стругојте кај што му беа металски вамо тамо, ово оно. За да лови сакаше, да кажеме, да лови сакаше многу мечки, козорози, елени капиталци, сибирски тигрови, бугараши, да, и усташи, бугараши, четници. Сакаше да лови, така. Беше по ловот, да. И барем бе некој од нашија, бе малце на Тито да се метнеа, барем уврска со овој ловов. Да сака да лова, да име пасија ловењево, како да ви кажам. Ваквите, па ќе кажам, док Јосип Броз беше жив, нема место на земјината топка кај што можеа да се скријат. Како, откаде ќе збори за рушење на уставниот поредок на Југославија, за падот на власта, за терористички напади, откаде збори? Од Аљаска. Од кое друго место? Кај има друг што збори од таму? Па појма нема, од Минхен има еден така што збори. Друг. Трет, од кај збори? Од Буенос Ајрес има еден тамо што збори у Буенос Ајрес. А некој друг од кај има збори? Од Ла Пас. Кај бе тоа Ла Пас? Во Боливија, тамо збори за рушење на Југославија, за атентат на Тито. Стварно збори од таму. Па и тамо од кај што збореа не беа доволно далеку за да се спасат. Од оние што им ги праќаа тамо горе. Не беа доволно далеку. Тоа. Си имаат тертипеден тие што ловеа тигри, мечки, овие, знаеш, за Тито као лови, прво праќа, појма неам, други ловци да му подготват терен, појма неам, загариве да ги намамат од вамо, ловинава да намамат, ово она, па тја ќе отидат тамо, па одредени места, па ќе видат прво ловинава, ќе лоцираат, па едно време, знаеш, навиките ќе ги следат, кај се симнуе да пие вода, кај бара храна, у колку саат се повлекува од дувлото на, појма неам, на попладневна починка, одмор. Тоа све бележат, така едно месец, 2 месеци, 3 месеци, тоа многу споро иде тие, припрема за тие у тие ловишта. Многу споро идеше припремата тоа. Знаела да траи по 6 месеци, 7, после дури ќе дојде така, ќе дојдат тие главните ловчи и така и. Имаше трофеи, у таа, како се викаше, ова ловджиската кутичка што му двороту, кој бил тамо на времето на екскурзија, у таа има една ловджиска кутичка на имото Тужичка 15, словенците што му изградија на Тито, баш као ловджиска куќа, и после таа се претвори како дом за трофеи, овие ловачки трофеи, да. И тамо идеа тие препарирани глави на мечки, козорози, тигри, тие на друго место идеа, овие четници, усташи, бугараши, така да. Многу добра особина беше таа, да ви кажам, на таа власт. Одлична особина. Знаеше како треба со таквите што и се закануваа за рушење на уставниот поредок, што и се закануваа со терористички напади, со рушење на власта, дестабилизација, има начини тоа како да го прават, интересантни начини. Ловчи у душа, што да ви кажам. И ова не е повикување на... Какво повикување? Па јас сум пацифист, бе. Чудовиште едно. Јас сум у принцип пацифист, али сметам и стојам на тоа дека секоја држава треба брутално да се пресмета со своите предавници. Точка.
Значи, ќе ви повторам едни зборови што ми ги кажа дедо ми многу одамна, уште бев копи. Не знам, гледавме некој филм, поема неами. Имаше таму филмот некој си таму предавник што предаде некоја партизанска единица, сите ги пречекаа у засе да ги спотепаа. И тоаш дедо не знаеше да искоментира у такви ситуации, он беше у тие тамо горе, некdo некои структури у војската, многу високо беше. У тоа контраразузнавањето. И вака ми кажи, ми ги запамтив зборовите. Ја од тој аспект која кажувам, брутална пресметка. Он вака ми викаше. Предавниците на својот народ се на пониско скалило од педофилите. Кога се како да се третираат, мислам, у тој фазон. А исто така, у тоа време, у затворите ги третирале на пониско ниво од педофилите, а тогаш поредко имаше педофили, многу ретко. Значи, на пониско ниво од педофилите, толку нивниот живот има вредност, тоест нема вредност. И сега можете да замислите со какви очи треба да се гледаат оние кои што си го продале својот народ за пари. И кои што идат по странство, обично Бугарија и по странски портали плюкаат по македонците. Например, има такви, гледав сега, баш ми пуштија, и ги знам тие, и 22 година сум го гледал, од Бугарија, тој бугарашкиот клуб, ако се вика уште Ванчо Михайлов, не би смеело да се вика, но ако се вика уште Ванчо Михайлов, треба нашиве веднаш да го затворат. Не знам стварно дали постои под тоа име. Битолчани нека ми кажат. Тие таквите, има еден клип, го имам, ако сакате и тој ќе го постирам, да ги видите овие нашиве побугарчени македонци, што зборат за нас кога се у Бугарија. А овдека немаш глас да им чуеш. Зато овој ги кара, им вика, вие сте българи за по дома, за во кшти, оти тамо јадат говна, први бугари се тамо, кои ќе дојдат овдека се кријат ко пички под кошуља. Не зборат така јавно. Не. Таквите у времето на Тито нема многу среќа во животот. Нема многу среќа. Ке ги задесеше нешто кат-тат. Некој пех, некоја несреќа, појма немам. Не дека некој намерно на нив, некоја несреќа ке ги задесеше. Без проаѓа. Покрај зграда, или отворена шахтата доле, или некој баш у тој момент, као се вика, тој клавир Стенвеј ке качуше горе, ама што е по скали да го качиш, мора на јажиња, од оздоа и ке се откине клавир, Се дешавале несреќи, да го евам се. Јебик. А ја имам уште едно прашање, нејасни имам многу работи, од друга страна, нејасни работи, људи. Ја имам по жичка и битолска жичка имам у мене. Имам битолска жичка, имам. Освен тоа што имам некоја кичевска жичка, имам и битолска жичка. Поздрав до сите спасеневски у Битола. Да. Чичко ми беше Љупчо Спасеновски, у Бубамара една група пееше, со Драган Карамфиловски бојс, мислам, овој свиреше, Чичко ми пееше. Многу добар пеач, многу духовит тип, починат одамна. И он, рецимо, беше голем патриот и мене многу ме сакаше, рецимо. Така. И јас знам Битола. Мислам, знам, имам роднини тамо. И Шишето ми е роднина, и Виолета, и Трајчи и Марга, они се, Трајчи у Лондон, Марга е тука. И друга ми беше мавето. Ти знам сега за Битола, ја многу работи знам за Битола. Да.
И за луѓето у Битола, за битолчани, знам доста работа. И мистерија, луѓе, знаете како мистерија. Од каде бе бугараши у Битола, бе? Абе, навреда е тоа за мене, како да ви кажам. Јас се вреѓам што уопшто има бугараши во Битола, Битола, бе, ало. Кај што има, бре, чисти луѓе, големи луѓе, искрени луѓе, прави македонци. Баш онака. Од каде, бе, луѓе, објаснете ми, битолчани, ве молам, од каде бугараши во Битола, бе, да му е, од каде клуб бугарашки у Битола, бре, луѓе, не ми е јасно до ден денес, сериозно ви кажа. Мистерија ми е. Постоја ли тие порано? Кога се појавија, кога изникнаа? Охри, човеч, кога ќе чуем. Кавадарци, бугараши. Да тие не се многу под шака, ама нешто ги избереш, ама зошто да ги има? Навреда е за тие градови. Поготово све што е близина на појмане, на Ваташа, на, како да ви кажам, бе, навреда е тоа. Не смееме тоа да го дозволиме. Оваа држава мора да направи се, да ги сузбие овие непријателски елементи, овие предавнички елементи. На кој начин? Како? Оставам на нив, еве да не биде повикувам на смртни казни на такви натама. Шо не повикувам. Ама повикувам на справување со овие непријателски елементи. Јас сум у принцип пацифист. Аз. Дури не поштуе многу лов на мечки, елени паич, козорози. Овие може нешто и да се лови понекад, нели? Одредени други сорти на ловини. Овие, ама се. Така да, може време е за некои работи. Драстично да се сменат. Менувајќи го односот кон тие ствари, ќе го смениме односот кон себе, ќе го смениме и односот на сите кои што живеат во државата и нивниот однос кон државата. Многу е битно, драги мои властодржци, ова на властодржците се однесува. Кога народот ќе посведочи, ќе види дека вие безкомпромисно отворено се борите против сите непријатели на оваа држава. Многу е тоа битно за психичката стабилност колективна на тој народ. Кога ќе види дека на државата е важно да застане зад себе, зад својот народ, да се одбрани себе. Кога ќе види дека државата покажува заби кога е загрозена, колку и да е мала, станува незгодна, станува пргава, пркосна, да не може кој сака да си игра со неа, да се мајтапи со неа, да се подсмева со неа. Ке влегол, идел со група, ке влегол во Скопје да видел какви обвиненија има од обвинителството против него. Само дојди. Дојди, бе, дечко, слободно. Ао, колку бе, ама нема да дојдеш пошто си пичка. Побичен си. Нема да дојдеш. Оти ако дојдеш да видиш какви обвиненија имаш обвинителството, ќе добиеш уште едно обвинение за обид, повик за рушење на уставниот поредок и државен удар во Македонија. Последното што го изјави на твоето славно видео обраќање. Не, се надевам дека после неколку дена нема да го лижеш тоа што си го плюкал, што го збореше тамо, кој што го излиже кога збореше дека економска подкрепа им давате на одредени луѓе овдека у Македонија за да бидат бугари.
Се надам дека тогаш нема да го повлечеш тоа што сега го кажа. Дека ќе си го смажал Мицко, ако 2000 бугари се соберете пред управителството на Северна Македонија. Ту, да ви е. Ај, чиву, мрш!